Živo pozdrav od restorana Kumanovo Spa. Počinjemo го 2025 годину с серијал емисија за Куманово. Најпрво на сви да ви посакам среќну и успешну нову годину, пред се многу здравје, среќу и напредицу на сви полиња, на сви наши сограѓани и сограѓанки. И на почеток на нову 2025 година ќе отворимо сезону с еднога супер интересантнога соговорника, една голема кошаркарска легенда на Куманово, која ќе збори за негов живот и за негов исклучително богато кошаркарско, а после и тренерско кариеру. Али на почеток обичаено да ги поздравимо наши пријатели, наши драги спонзори на оваа емисија, тоа е туристичка организација Златибор. Знаете сега дека на Златибор има пуно снег, па ја ви препорачувам срце да отидете, малку да зимуете, тоа е добро пред све за здравје. Исто тако и на сви кумановски клубови да им посакамо многу успешна сезону во ново 2025 годину. Посебен поздрав до мушко рукометна екипа на Куманово, до нивниот председник Мишу и да ги посакаме на нима многу успех у нову сезону. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. А денеска наши ваш гост у емисiju за Куманово број 212, како што кажае, кумановска кошаркарска легенда, мене ми представља посебно задоволство и чест да ga најаву, тоа е Страшко Тодоровиќ Сурло. Страше, здраво живо. Добар ден. Среќна ти нова година и да ти посакам све желје да се оствари у нову годину. Благодарам и од мене и поздрав до вашите гледачи и од мене една честитка за нова година. Уобичаено ќе те прашам и тебе на почеток, ќе го почнеме емисију со едно питање. Сви кумановци има некои надимци, сега да не ги редимо надимци, пошто сме ми препознатливи, ти имаш еден необичен надимак Сурло. Од кој е надимак? Тој доваѓа од нешто, историја некоја. Татко ми е познат шофер, био југтурист, а надимак потекнува од бабу му, тоест од мајку на татка ми, од бабу ми моју. Некој село, знаео го сви кумановци, Четирце, таму е баба ми била родена, браќа, и тако да задржавamo ga тај надимак. Тоа се завикали и останало више. И тој остана. И тоа се пренесе фактички од колена на колена. Да, пренесе. Чив си ти на Страшко Сурло и тако да пренесе се
с године. Тако се пренаса од едно колено на друго и Да, тој си малку е трае. необично што од бабу ми е, не од дедо ми, него Да. на татка ми од мајку презиме, така да надимак, тоест не презиме. Страшен, ти си, ќе ти викам страшен, не е Добро. проблем. Ти си роден отприлike тој куде е Бунарче, не е тако ли? Па куде централ, поише централа него Бунарче. Поблиско е до Тоа која година е било? 50 9.11.59 година. 59 година. Тоа доваѓа сега, значи, од Бунарче право надоле. Нагоре. Аха. Раскрсти се гробишта и пчиња, па сокаче надоле, конкретно. Да. Ти си тој роден каде у Куманово. Дали имало тој околу куќе твоју малу ти кад си раснаја како дете? Било ли е густо населено или? Па имаше куќе до пред гробишта, после овамо куде доктора Божу, натаму ништо немаше. Ништо не. Ти си роден у тој крај, препознатлив, пошто тој га викале као Соколанска мала. Соколанска мала, да. Да ни кажеш туја кои су ти биле комшии отприлike, ако се сеќаш од дете? Па од постари или помлади? Сви генерација, да. Па меѓу познати комшија, тој све некако доселеници су биле. Како се викаше на Верчето Трдин мајка, библиотекарка, она беше тој комшика. Имаше генерацијски, има смо многу се дружи со многу комшија, генерацијски мои. Така да Туја седее Шајка Ангел. Шајка Ангел, Карши, а директор на пазариште беше туја, седеше, како се викаше Манаиловски. Вработени, така се работало свите, вработени кој у Шамницеви, кој у Чико, Кој у Искру, кој у Искру, кој у да. Кирофетак. Тесници су познати у град кои су Кумано, седеле они. кои су граничиле с мене. Заедничка куќа ние с Драге Винка Виница, може ga знаете, Да, драги. Драги, Знам га. брат му Чеде, така да погоре Мирко Дитга вика смо Кошаркарски судија. кошаркашки судија, после партиски тамо тој Да. социјално така Директор беше. Директор беше, така да било едно убаво дружење комшиско кое е незаборавно. Туја седела и баба Цвета стара, она е Баба Цвета преку пута мене вработена у суд. она сега е жива и ден денеска. Да, баба Цвета е 90 жива, години. да. Да, Карши баба Цвету сам ја, тачно. Да, туја. Добро памтиш и ти. И, не, бие сам каде њума, пошто она е едина жив учесник на рат и Да. кажувалање е многу Па анегдоти. силно Ноне, така да Ноне, дружи да. малку Лиле сега жена му. Лиле жена, малку су они постарели, дружиле смо се. Да. А пише нига детство страшно како е било. Знае сви кумановци кажуваат дека детство е било веќином надвор со топке, каде имало снег, повише сркање, лизгање и фактички како и сви многу генерации ви сте били веќином надвор. Па види, так немаше во овој модерно време телефони. Спомнага ти снег, сега зима, падне снег, одма сви надвор, кој санки, кој на најлон, иде смо горе, баш да ранка го вика смо тој раскрстица гробиште и пчиња, од туј надоле до раскрстицу на Треќо Македонско, так немаше булевар, автобуси, много. немаше автобуси, немаше авто. Да. Така да, кад беше лето, знае се, соде, джелик, што ga вика смо, крива магарица, така да, Тоа е било, да. тоа е било све надвор. А кажи ми, у твое време, кад си раснае, сви кажува кумановци, ви тебе те прашам, вика дека имало пуно снег зимуска. Па ја памтам, пошто сам роден новембар, так нели Слава Митровдан, родители на Славе, ми одма надвор, значи веќе почне, крај октомбар, почне снег, па до март. Да. Али овие нови временски Да ги кажемо непогоди. непогоде се десива, Нема така да слабо задни години, слабо има снег. задни години, еве сак нешто најавуев, така да главно детинство е било туја. Неколку збори за твои родители. Ти кажат у најаву дека татко ти е бие шофер, мајка ти е била домаќинка. Родители у тоа време су биле строги и деца су ги што викав држале строго по дисциплину. Па види, татко ми пошто шофер по путишта, мајка ми домаќинка дома
имале смо страхопоштување према родители. Значи, знае се од школу домашно, надвор соде, джилик, чим се стомни одма унутра, 3 програма државу, Да, Београд 1, Београд 2 и Скопје. Не имало други телевизии. Не имало други телевизии, 8 сата ајде у кревет. И така да детство тоа е било. Да, фактички мајка ви е веќином, пошто татко ви бие на пут, она ви е повише имала контрола во Повеќе вас. контролу, имаше ја несреќу што Рада Краљевска ми беше учителка на 3 куќе, што имаше еден проблем во школа, одма се дојде дома, Ома се интервенира. одма се интервенира, Да. дали с несунете многу те палели, викам ти, имало е страхопоштување према родители. Мајка ви била домаќинка, ти колку си брат и мајка? Да, брата, 5 години постар сам од njega. Он се викаше Кирето. Кире, да, кој за жал Он почина. 2014 или 15 почина. Ненадејно инфаркт и тако да останаја сам. Родители меѓувремено починаа и сек сам сам. А татко ти кој година бија роден? Татко ми е 36 годину и мајка ми 36 годину. Он е, според сведоштва на овие стари шофери од Југторис, вика од тоа време вика запали се камион, иде се до Сирија, до Багдад, до Техеран, во цела Европа, возење. Добро, он камион е оставија 70 годину, после почнаа да вози автобус. Така да до време Кубаново Југторис беше познато по идеше се среда и субота Истанбул. Да. Поише бија с автобус, екскурзија, гимназија 20 дена. Он ги се вози екскурзија. Да, екскурзија 20 дена и Истанбул стално. Имаја сам среќу да иду с njega. Тој време возење нема одмор, нема како сек модерно 4 сата па престане па да оди возење здраво. Он е останаја пензију 90 години. Па ја мислам 92, 93, де сега некоја болест, шекер, ово, но и останаа у пензија. С инвалидску пензију. А неколку збори за мајко да ни кажеш, она домаќинка како домаќинка, она се фокусирала на одгледување на вас. Па више смо ми биле с њума него с татка ми. Татка ми 20 дана нема, га дојде, пресоблече Да, се па после па нови, отиде. па отиде 10 дана. А више смо имале контакти с мајку, која права домаќица, свак дан ручкови. Била жена домаќица која, не да кажу неписмена, не е работала, многу околу школу, не ни се е мешала, него све е оставено на сами себе, колку сакамо и колку можемо, волја. Интересантно, детство, кад си играе туја, ти си бија, кажа, туја веќином, на Баждаранку се каде било Да, снег, да. али веројатно како дете си бија и у Соколану, tu си играле веројатно у парк и Па на игралиште. да го почнеме од Соколану. Значи, после 72, значи на 12-13 години, отвара се некоја школа у Соколану, а пред тој, што викаш ти, куде ќе идемо да играме фудбал, ај у Соколану. Куде ќе парк, малку смо биле малецки тој време, да малку постари идесва. И у Соколану, и така е да почињам ја веќе 72 година се занимавам с кошарку, пошто ми е било блиско Соколана. Иначе било ми е блисок и фудбал, и рукомет, али превагнало е Соколана. Ева ми ќе покажеме одну слику сега од рукомет. Страша кој демонстрира рукометно знање. Тоа е такмичење у средни школе, пошто после основно училиште, средњу школу техничку, тоа е надвор у Соколану, такмичење меѓу економску и техничку школу, првенство у рукомет. Ајде сега те прашам малку, ќе те вратам назад. Во основну школу ти кажа која ти е била учителка, али може да не ги издвоиш кои се ти биле школски другари и куде се учија основна школа? Основна школу, браќа Медеденовци, како се викаше, класен забрави ga, али па Драган Тасевски Гаринчо, Војкан Димковски, што работеше у ЈП,
испозабравија сам ги ја, Горан на жарета, брат На од жарета, водостопанство. Имаш еден комшија мој исто, Љупчо Блажевски. Испозабравија сам ги, викам ти, не одамна е било. Учителка е како нешто најубаво и најсветло, како друг родител е било у тој време. Генерации и генерации збори овие кумановци емисии дека учителка е била како друга мајка. Па имаше ја малку и среќу и несреќу што ни беше комшика. Рада Краљевска, син му Борче Краљевски може да си имае у мисију. Борче, да, кошаркар чуени. Кошаркар чуени. Мушу беше трај колаборант у медицински центар, така да, викам ти, имаше и добри работи и лоши работи. Многу е блиско, дојде одма каже. Убави работи не ги кажува, само ние лоши, така да била ние како, добро кажа ти, како мајка, како овој, еден Прав педагог. прав педагог Да. кој не усмери у основно пето оделение, така се учеше пето, шесто, седмо, осмо, немаше. Да, и као- тажува се дисциплина, одговорност на часови. Мора да се слуша. Па ја ке се врату па на овој сега модерно време со овие телефони, со овој так ни телефон, седиш, слушаш, не смееш да бегаш од час. Домашно одма дојдеш дома одма, што има за домашно мајка? Тој напиши прво па так си иди играј и Така тако е. да. Сакам те прашам, пошто спорт ти е бија твое животно определение, кој ти е предаваја основна школа спорт, физичко? Па мислам да Тоде, Тоде покојни. покојни Тоде, што беше после гимназију, Насковски. Насковски, па после беше малку директор и у спортску салу. Да. И Тоде, Тоде беше, да го спомнеме, Бог да го прости, во кој такој темпераментен човек, необичен карактер имаше. па необичен, али Правичен е бие. правичен, виде у мене некој овој и почна да ме форсира еште. Тоа е, значи, завршување на шесто оделение, значи у седмо оделение почињамо ми школску такмичење у кошарку. Да, тој е страшно извини, тој е било надвор, не е имало сала, но отворено Да, на физичко. отворено пред физичко, пред Да. позади браќа Мединовци, така Да. да Тој не е имало сала, него на дали Али- асфалт имало, не знам. асфалт, да, Да, асфалт, и асфалт. на кошеви, рукомет, тој е. Ту е било све и тој биде после ајде да го вратиме одма Димитара нешто го он беше по рукомет, али ставива нешто тренер кошарку, собране од основну школу и ајде ќе почнеме да тренирамо и почињемо мислам дека активно 72 година. Како ме држи памет. Значи тоа е на 13 години почињам 7 и 8 оделение активно кошарку. Еве, ми ти покажувам дека едно слику ти ово ти е некоја признање ли? Па тоа е, како да ти кажам, најболи спортист со основно училиште, так се имаше нели тие патронати, па овој најболи, оној најболи, тоа е И давале се плакете. плакете, нешто пекарче, најболи спортист у основно училиште браќа Мендиновци. Сега доваѓамо до едно битно работу. Прво да ни кажеш рукомет. На која позиција си играе? На бека Леога. Дека, викам да си бие пикер и Не пикер, пошто и ми беше млад, слаб, некако сега одскочан, скочан и тако да Жико ни беше професор у техничко Жико форум, Крстевски. Жико Крстевски, ти ќе играш бека, тако да не ме е многу влекло рукомет, пошто почна веќе кошарку активно, тако да да. веќе средња школа, кошарка, мислам дека беше и Кошарка, како се деси Страши Тодоровиќ да улегне кошаркарски воде, а после да биде голем кошаркар, еден од најголеми истории на Куманово. Дали тој случајно те некој примети, кажаме дека Димитар те тие веројатно и скаутираеш како овој модерно време и скаутирање. те трнае на страна као голем талент. Па ми цела генерација така што бесме основну школу, сви тренира сме околу njega. Кои се билете с тебе? Па исто тие што ти ги збору, Драјан Тасевски, Гаринчо га викав сега, Да. Војкан Димковски, Горан, како се викаше презиме, како се Не ми не ми текне. текнува. Знам за кој. Горан Ненад Георгиевски, да га спомнам. Нешо фудбалер што бил Нешо напослед. фудбалер. Раде Чуке га вика смо Чуки војно лице. двојно лице, учи до основно училиште с нас, потиде после војно лице, така да
Тај сме една генерација која надежна беше. Меѓувремено, како пораснуваме, Раце Георгиевски, као прв тренер, се дешавка. Чека, прво кога да речистимо. Димитар, што ви учи највише на тренинг за кошарка? Мако, тој време основни работи се учества. Леви кораци, десни кораци, скок, шут. Бие строг, трежија работа. Меѓу постручни мислудак тој време, за тие почетници основни работи, како што сме биле страхопоштовани дома, и на тренинзи сме биле, значи слушаш што ти каже, нема телефон да гледаш, нема овој, така да мислудак Димитар за оние основни работи тој време јас се како памтам. С тебе бие Бране Маче сигурно? Па Бране Маче после После у да. средњу школу. После идемо со Брането у средњу школу, он занатлиску, ја техничку и така да веќе сме подмладак со овој. А тренирали се унутре у Соколаното? Да. Како су биле тренинзи, навечер или преко? Па види, мене многу близина ме направи тој да биду у Соколану, пошто многу ми беше блиско. Иду порано гледам прва екипу, па после прва екипу тренирамо унутре, навечер, обично навечер, пошто дешавки у Соколану од Савале не се дешава со многу, пошто едно време и техничка и економска нема сва сал и часови се туи одржава сва. Или надвор игралиште рукометно, или унутра. Така да тој време кошарка се играше само навечер. Навечер тренинг. Прва екипа, па ми после. Викаш, спомна, гледаја си прву екипу у тој време кои се играле тие постари и од нима се нешто упивае и се стекнувае некои основи плюс знања за кошарку. Тега су веројатно тренирале Борче Крај, тие постари. Па Борче Крај, Ќосо, Манте, Коле Оđа, Џана. Добро, Џана после играмо заедно, али и он беше така као надежан у прва екипу. Кога да спомнем? Да, тие та друга генерација. Чело Розовиќ, па имаше едни срѓани овој синови на војни лица, тој војни лица. Да, тој бие овој Раденковиќ. Раденковиќ, брат му на Раденковиќ, Драган Раденковиќ. Пошто после брат му остана каде нас да игра Мирко и остана у Куманово да живи. За Драган он живи сега у Краљево. Да, у Краљево живи. Вика дека он бие доста необичен играч, интересантен талент. Видим ако тој време колку талент опасен. Мора да го спомну Чачиќа кој беше изврсен талент. Кој после отиде у Скопје. С тој генерација малку со они постари немам никови контакти, осим с Џану, с Просеника и едно време не сам го фатија овој Боцевски, така да он после иде у Скопје, така да после кога се враќа во отварање на салу, смо још у контакти и с njega sam igraja. Страшно така ще ти кажем право да направо интервју с Чачича, ама не може никако да најде контакт с njega. Ти убаво кажа дека у Скопје живи. Ја покуша неколку пати, ама не може никако да ga човека. Па, викам ти, ја немам контакти. Они су биле постари, останаваат тие Кумановци, што се дружи смо. Коле Оđа би на Салу, Мантету и по Чаршiju. Да. После Мантети беше 18 години секретар на клуб. И с тие контакти, а овој што су биле синови на војни лица, тоа е све одцелено и така да немам ни ја контакти с Да, ти ги спомна тие двојца браќа војни лица, тие су селени кои домина. Да, куде тие такои високи. Да, куде ја. Они су одамно селени од Куманово, мислам. Па мислам да тоа е 45 години су селени. Па 75, а после 6, кога улазам ја во прву екипу, више они ги нема. Да, они су се оцелиле.
почнаа да играш, како си го совладуваја кошаркарско? Бие ли си упорен, вежбаја ли си допунски? Имаја ли си допунски елан да успееш? Носило те е нешто? Па носила ме малку и природа ми дала некое, да не кажу срце да имам да тренирам. Тоа време не смо имале ми како данеска Немате да идемо, премије, дневнице. нема дневнице, нема премије, нема теретана, нема оној што на тренинг изработиш, добро. Би на модерно време по само да ставljamo малку кошчиња на бандеру, на овој, па играмо тамо. Али тренинг, упорност и почнаа да доаѓа, ја кога гледав прва екипа од Скопје играчи, гледаш од нима, бори се с нима, така да Да, туди га спомнам и професора Мицата и он е пуно работае. Мице, он имаше во некој сваѓу тамо, Даштевски беше председател на кошаркачки клуб Куманово, а браќа Мице, Ивановски, Дуле и брат му, они беше некоја контра, па има се така да јас с Мицата не сам работеа. После он доаѓа каде нас и работи с брата ми генерацију. 64-ту, 65-ту, Соларски Да, вија, Зоки Солар. Солар, Викам дека и он е бија добар талент. Зоки, Солар, да. да, и Сашо, Барбика. Саш, Барби, да. Така да таа генерација имаше надежна генерација, таа али не сме имале контакт многу с нив. Од овие постори да не го забравим да го спомнимо и Цаци Соколанац. Цаци е бија. Добро, Цаце ја бија... Джим Ре бија тој. Джим, тој е веќе пред 70 години, така да Да. ја не како малецак не сум ни бија так Да, 6-7 не си години, они... Цаце после како судија и мето делегат. апо, судије, така да Соколанска мала, тој сме се гледаве на А за своју спомнага така. Борчита Краља, за njega ја не сам гледаа, не може да кажу, викам дека има неверојатен скок. Неверојатен скок и ја не га памту како, викам ти, тој е пред 70 години. Да, скочен не бија. Скочан бија, страшен талент, али тој време више су, основно училище, средно, у Скопје факултет и завршава се приказка с играњето. Да. Пуно су од тој оставиле, определиле се, пошто сам спомна, не имало паре, не имало дневнице, Не, родители дома неки учи школу, да видиш инженер, правник, што било и така да... Овите кои вика се вика заврши школу да бидеш човек. Да. Тај беше формулација. И заврши школу да не работиш ништо. Па, за жал тако е Тако е. во пуно случаи. 75 година владаше у прв тим на Куманово. Вие играте у Соколан, тие утакмице, пошто сала се прави, мислим, веќе тега се прави проекат да се направи сала. И тренер ми доаѓа Ради Георгиевски. Па не, он доаѓа од Белград и зима го прва екипу и види нешто од мене и ме стави у прва екипу и почињамо 75-ту од ме води, тој време имаше се комунизам, паре на Златибор на припреме. Играмо прво македонску лигу, Да, еве Кој- дека има некои слике страше. 79-та година Кадињаче. тоа е пут за Златибор, екипа комплетно. Тој Жмара га гледам. Да, тој Жмара, да. Еве го слика. И раз сте препознава и те стаи у прв тим. Да, у прв тим. Кои сте биле таа екипа од 75-то? Памтиш и ти, Џана е бие, Па Џана беше, Драган Јовановски, Мачка, Мачка. што се оцели, Мире Ангеловски. Ангеловски. И пошто нема сме високи почнаа од Скопје, Зоре Темелковски, Дејан Цветковски почина и он. Таа у Ново Зеландон живеш. И нормално, и он е легенда, Антон Просеник, војно лице Просеник, Куманово, да. кој остана. И 75-ту, 6-ту играв Македонску лигу, улазам у другу Б лига се викаше тоја. Друга лига југословенска, Србија, Црна Гора и Косово. Македонија, Србија, Црна Гора и Косово. И што се дешава? Ти добро го спомна. Проекат е на салу направен, не се прави сала, немамо право да играмо у нашу салу. Не даде у Соколано си игра. Да. И Ради ради тој- близину, ради семафор, ради све, почиња модерно време со семафор, Да, со да. све тие работи, не со сат оној што беше на записник. И 2 години доаѓајаш Раđенков, Веселин Раđенков. Веселин Раđенков и Драшковиќ Предраг.
Овој што има трактор се. Да, ја и Джана и Мире 2 години свак ден у Скопје на тренинг. У салу на работнички. И путувате сваки ден. Сваки ден с раците с авто, пошто ми још млади немамо авто, немамо овој. После почиња ја да возу, значи овие војни лица има своја авто. Значи свак ден утакмице у Скопје, у салу на работнички и тренинзи свак ден. Пред да се отвори сала, тоа е тачно 2 години. Кои некој искуство имамо таму с обавезно неделјно, или работнички, или МЗТ, так не беше, так беше, како се викаше МЗТ? Металски завод Скопје. Да. С нима тренинг утакмице, с Вардара, тако да еден напредак, мислу дека е тој голем направен. Пошто ипак тренира сме вручу салу работнички, игра сме утакмица с работнички веќе у прву лигу, така да... Да, работнички тега бија многу јак, вика. До отварање на салу 2 години, викам ти, тоа е било страшно. Али имало се волја, имало се време. Пред Цвеќару, знаеш, пред Цвеќару 5 сат, у 6 сат тренинг и тоа е тој. Да, и после па назад. После па назад. Али тега е било интересантно што ви сте имале голем елан, не сте ни прашувале дали сте уморни, дали ви е тешко, дали овој, дали оној. Имале сте голем елан и сте с љубов према клуб и работале сте. И да ни каже сега овој момент, да го вратиме време назад, теку малци поштање су да вика сакамо салу и убрзуе се работа. Така мисля дека беше Методи Петровски градоначалник. Да. И на некој утакмица у салу со голано не можеше да се улегне. Сега гледачи дали знаеа како изгледа тој балкон таму ке паднеше. Човек врз човека, не се наплатјало карте. И Многу гужва голема. Многу гужва голема и тега почнава да викам сакаме сала и вајда општина тој време стегна напори, јака привреда, Искра, Шамницеви. Сви су помагале. Сви су помагале. Мислам дека и само допринос беше тој време, тако се викаше распишан да се направи сала. Да, одбивале су на луѓе. Да, одбивале су на луѓе. Затоа што конструкцију мислам дека дала Искра, радници на Шамницеви су правиле таму на објекат кој и они не су прашувале так ни за пари, ни за овој. Како и ништо не сме прашувале. Така е. Еве да го покажеме што во слику, па после ќе дојдеме до тој историски момент кога се пушта сала. Ова е исто на Кадињачу. Да, тоа е на Кадињачу, тоа Кој е сте влекар Тони ти? Симоновски, Милан Сотировски од Тетово, кој доаѓа после на отварање на салу да игра у Куманово. Док се тренираа до 80 годину, бие си млад човек како беќар, некако мора да водиш паралелно живота и у чарши да идеш, и тренизи. Било ли ти е напорно? Па док беше у Соколану, не ми е било напорно, пошто још си млад, нема чаршија, нема ништо од тренинг, од сала, од Соколану дома. Веќе кад почиња после спортска сала, полагам за авто имам, иду на тренинг с авто, доваѓам дома, така да веќе поголеми, кад се отвори сала, поголеми услови и за тренинг, и за надоградбу и за искачање. Раце после, за жал, мене ме запослива одма младога. Водовод? Не, водовод. Прво 2 години од 80 до 82 година работи у Шамницеви. А, у Шамницеви. А имаше некој конкурс, Методи Петровски, Александар Ралич беше секретар на клуб, секретар у општину. Ај ке те запослимо у Шамницеви. И почињам од 80 година да работи у Шамницеви 2 години. И веќе кога се отвара сала, веќе се захтеви да не прескачаме нешто. Не, добро. Веќе се захтеви на клуб, игра се улази се у прву Б лигу. Една историска мајсторица у Београд, кој го решавамо ја и Боцевски, и Саздов тега, и Меги Темелковски, не Кафеджиски, не после, овој. Играмо 70 и Морнар, будуќност Титоград, и за жал и за среќу на Куманово влазам у прву Б лигу. И автоматски се отвара сала и захтеви се зголемуев и тако да страшајте од Шамницеви иду водовод и ке тренираш и од Сабајле. Раце, пошто београдско дете, београдски студент, мора да почнемо 2 пат да тренирамо и почињемо веќе 2 пат да тренирамо у салу.
пошто кошарка прва Б лига југословенска има предност пред сви спортови у Куманово и се почиња 2 пат дневно да се тренира. Од 11 сабајле до 12, 12 и пол и од 6 до 7 и пол ударни термини кошарка. Сам настан, само пуштање на спортску салу, тој бија голем празник за град Куманово и река луѓе се уште према салу, пошто Куманово се го чекале 4-5 години да го видим и стварно тај сала каде ја пуштена 80 годину и била една од најбави Југославија. Па мислам дека и ништо немаше салу, осем Пионир Београд, ми имасмо перфектну салу која... Не знам Загреб дали е Па, добро, Загреб, Локомотива После, кој да. играше Трешњевка таму, Да. нема ова, али од Пионир надоле, какав Скопје? Скопје немаше ништо, осем тој салу на работнички. МЗТ играше на автокоманду, тој сак што е рукомет Лазаров тој е таму, малецка сала, тој е да. малецко саличе. За надоле Македонија да не збору, мислам дека и ништо немаше салу. Значи, едно фантастично здање кое Еве кажи ни после толку година страше, кад се улегнаја, ако може да пратиш филм унутра у салу, кад си видеа такво убаво здание, што си помисли у себе ти, лично во кој? па што се помислија. Ми, за жал, кошаркари, пошто Раце као тренер работеше у Совку и Джана, Мире, тие што бесмо свите, преселувамо го малте не Рацета од стрелиште каде беше, каде споменик, Да. у негову канцеларија што беше, знаеш го убаво. Па осеќај перфектен и на тренинг и веќе почињамо некоju паричку да зимамо. Следете у прву категорiju, радост до неба и активност за тренинг и волја, што да ти кажам. Така да сви смо биле као град, што викаш ти, Да, еве, во овој прилику, пошто пуштање на спортску салу е дел од богато историја на спортско Да. Куманово, кошаркарско, гледа се позади публика, празник на град, а ми во овој прилику ќе го покажеме таа екипа која е била на отварање на спортску салу. Ти ќе ни кажеш дека свите поред. Туј е Раце тренер, па на Зоре Темелковски, Тони другар мој, презиме кој беше? Симоновски. До Тони Симоновски, Антич, тој е Чичо на Антича, Добро. нашега председника сега на Федерацију, па Зоран Петрушевски, Милан Сотировски, Владимир Боцевски Жмара, Тони Проседник. Доле седи Зоран Саздов, Мире Ангеловски, Сашо Овчар, Бранко Спасовски и Страшко Тодоровиќ. Да, таа екипа е била. За жал некои се починати сега. Некои се починати, некои не се у кошарку, Да. некои се у кошарку и така да... И на тој турнир, на пуштање на спортску салу, мора во прилику да кажеме, као празник на град, празник на спорт, у Куманово доваѓа чувена Шибенка, доваѓа Партизански Чановиќа, доваѓа Работнички, доваѓа Звезда, Раднички ФОП. Раднички ФОП. Еден неверојатен осеќај за публику Куманово. А што да ти кажеш, така беше и пуна сала, па славни тренер на Шибенку с Драđana Петровиќа, Киќановиќ с Партизанот и што спомна, приеми, знаеш, комунизам кој е градоначалника по утакмице, еден празник за град. Не се сеќам, мислам дека беше за ден на 11 октомври. 11 октомври, да. Така да ми вољни за играње празник, еден неверојатен осеќај. Сала пуна, нема памфлети, нема петарде, нема овој, навивало се, све културно, све не пада ништо на паркет, не фалја никој. И тега у салу закорачуе у своју голему кошаркарску кариеру едно младо дете, 15-16 години, Дражан Петровиќ, с буѓеву косу. Да. Ти страшно кад ga виде njega, дали тега имаш осеќај дека овој ќе биде голем играч? Па не сам имај осеќај, пошто он беше многу помлад од мене, мислам дека 5 години. Ми бе сме носилници, али Славни ga многу форсираше. Пошто имавме една утакмицу у Скопје, играмо тренинг утакмицу с нима. Мислам дали беше репрезентација млада с нима, они па нешто припремаме се у Скопје.
али видеше се дека дете форсирав га и да ќе биде нешто од njega. Али без работу и без некои коцкице да се погоди, ништо не бива. Така да погодива му се коцкице, Шибенка ајде у Партизан, ајде овамо, намо, искочи братска љубов у Цибону и направива успех што ga направива. Да, тега у Шибенку се биле Шарич, Љубоевиќ, Љубоевиќ, Дражен Петровиќ, Среќко Јарич. Среќко Јарин. Изваредна екипа. Да не збориме за Партизана. Партизан е бие Бобан Петровиќ, Кичановиќ, Фарчиќ. Пачиć, плејада на добри Плејада, играчи. да. Звезда е била Богосаљев, други Богосаљев, Николиќ, Николиć, да. Работнички наше бија Буштур, Боцевски, Радосаљевиќ, Кафеđиски, не Боцевски, него Кафеđиски. и Драган Стојковиќ, Борче Серафимовски, Да, да, Живчи, добра екипа. така е. И има све и они, како ми што има сме увозни играчи, и они има све нешто. Али на Максимовиќ, Црногорац, Куманово се Василјевиќ. држа на тој турнир, добро играмо. Да, играмо до солидно, публиката понесе и добра екипа, оваа екипа Одлична екипа. остана, значи после почиња првенство прва Б лига, единствена прва Б лига оставим и со своја екипа остануваме у лигу. Овој прилику да кажеме дека таа единствена прва лига, прва Б Прва Б лига, лига. е била неверојатно јака. Играли со екипи од Македонија, Србија, Хрватска, Словенија и све искусни екипи добри. Па може да го успоредиме сега да кажеме дека е Пан Дам горе-доле можда на Аба лигу. Па не Пандам него, сигурно дека Да. квалитет сак не може да споредиш тага и сега, али после знае се Југословенска прва Б лига што беше. Прва Б лига од сви републики што ги спомна по една-две екипе, да не ги брои, Желеничар Сарево, Желеничар Чачак, не, Бора Чачак испадна, Кварнер Риека горе, Кварнер Риека, Олимпија. не Олимпија, Слован Љубљана, пардон. Љубљана. Мислам да Кока Беко беше Да, ИМТ Београд. ИМТ Београд, ИМТ извини, Београд, ИМТ да. Београд. Спомнали ga Желеничар Сарево, Имаше од Приморка Херцег Нови, тако ли? Приморје Приморје, Херцег, Херцег Нови, да. Херцег Нови, буdućnost Титоград. И овамо имаше од Србија можеш некоја екипа, сек не ми текна. Слога Краљево. Слога Слога Краљево. Краљево, Бора Чачак. Ниш немаше, Слога Краљево, Бора Чачак и спомнагат и ИМТ. Така да и прву годину Југопластика у некој не ја доќе испадна и ми прву годину играмо и с Југопластику. У Југопластику. Крстудовиќ, Јерков, Шолман. Да, све великани. Крушчиќ. Све Така класни да играчи. нема да го забравам такмицу со овој, можда и мало у Кумано, па наша сала по некои тамо проекти, пошто бесва клуб, не бесва столица, као 3,5 до 4.000 да седив с излечени трибине. Мислам дека имало така преко 6.000 луѓи, кои се навивале луѓи, унука му га сак тренирам, тат дело му с буриња, Удара удара у забива, да. буриња, 6.000 луѓи без трунка, без тоа и за жал изгубимо од Југопластику. Така да убаво време, убаво време. Убаво и незаборавно време. Убаво време и незаборавно. И И убави спомени, што убави спомени, возило се с автобус, не е имало така паре за авиони, иде со Сплит с автобус, нека ти воз. некад и воз Белград га фаќа за со Белград, стално. да. И оно што е битно да кажемо, дека Куманово е било финансиски тега многу стабилно. Прво е било КК Искра Куманово. Не, прво како Кумано. КК Куманово, па Искра доваѓа покасно. Па веќе апетити се зголемува, остануваме у прву Б лигу и мора да биде Искра Кумано. Искра како А Искра имала многу пари. Искра многу паре, краље љубител на спорт, директор што беше, тамо још тие управа Нина и ај ке га викамо, ке га ставимо Искра Кумано и бидуваме Искра Кумано. Препознати бренд у СФРЈ тогаш. Да, редовно имале примања. Па види сега, Премије снимале. редовно имаше некој тоа време като категоризација, значи први 3-4 играча ги земав да кажеме денешни 10.000 денара, други ги земав 8, трети ги земав 5.000, така да категоризација не е као сега
дај му толку и једе толку и било и редовно и со потпис, со нема бегање. После искру доваѓа исто еден гигант Куманово, Агро Куманово, на чело со Владимир Стојковски Лале, и тега сте имале стварно исто добри услови, финансија. Лале исто многу пари даje за кошарка. Па тој време Искра Собина, Краљеви се повлече, Лале појави Пеце, не знам се како да го објаснам njega, он Пеце беше... Пеце испод Соколану Испод Соколану. У рукомет е бија. Да, по рукомет, али он улегна... Оттак работеше у Агро Куманово. Он работеше у Агро Куманово и улегна у кошарку и он и убедива да Лалета, Бога да прости, Ланк, директор на ЧИК, Пероланк. да биде Агро Куманово. Сменимо опрему, пошто гледам сега моментално е плаво-бела. Тој го измислива 2010-ту Цици компанија што бесва на овој, иначе основна боја на Куманово е црвено-бела. Да. Црвено-бела, а има тој слика отвори, најди го Агро Куманово, пошто Агро Куманово зелени дресови. Да, али ја пак ќе кажу дека Агро Куманово била неверојатно јака фирма. Да. Еве го таа зелено. Исто сте имале добри примања. Да. Дека спомнемо и Краљо даваја, и Лали бие голем љубител на спорт. Колку време беше Агро Куманово, неколку години? Па, Мислите дека 3-4 години беше? па не. Мислам дека веќе 86-87 викамо се, имаше некои препирке меѓу Лалета и Рацета, па сака се да го доведе Буштура да биде и тренер, и играч, и секретар, и све. Имаше некои препирки и Лале дигна руке и ми останамо следну годину Агро Куманово, али без средства од Лалета, така да нешто наваѓа свечаре сега. Ја моje е било да играм, не да Да, и гледам оно што е финанси. најбитно, од пуштање на сал 80 години Куманово до крај на 80 години, да кажа, имало континуитет, у прво Б лигу играло. Па добро, едну годину испаднамо, па се се вратимо. Али- Мислам дека 85-86 веќе, 7 веќе почиња да пада интерес за кошарку и кубуримо се со овој и играмо. Спомнага Георгиевска Буштур, Бог да го прости njega, он доваѓа 86-87 с Будимира Јоловиќа и играмо Македонску лигу 26-0. Значи, 14 екипи играат без пораз. Улазам у прву Б лигу, па иде си Буштур, останува Будо и кој текнува Љубов Вујечиќ, дојде да игра Партизан, па нели играше с Браду. И малтене играсмо и без пари, одвај издржамо, па испаднамо и така да почиња веќе да пада интерес на кошарку. Да, веројатно снимува и финансија. Па еден од основни и денеска и тоа е све финансија, сега нема, Да, за жал. за жал, такав ни е спорт. Еве да покажемо едно слику, па после пак ќе ќе продолжиме разговор. Ово е на камп некој. Овој се исто познати тренерски имиња. Тоа е Радко Јоксиć, познато тренерско име од Чачак, и Милан од Смедеревско Паланку, кој е организатор на тој камп у Сокобању. Тој се дешава у Сокобању. Да. Еве да кажемо дека Чачак е колевка на кошарку на бивша Југославија. Да. Тој е еден Обрадовиќ, еден Кичановиќ, еден Радмило Мишовиќ. Радмил Мишовиć, Тој се тој смо светски ми легенда. прву Б лигу и играмо ми с Бора Чачак, с Радмило не, ќе излажу. Желеничар Чачак. Прву Б лигу играмо с Желеничар Чачак, а другу Б лигу играмо с Бора Чачак у Чачак. С Радмило Мишовиќ, Копривица, така да изгубимо мислам дека 40 разлика, така да Да, беше Мишовиќ е бил страшно. многу јак играч. Да. Он практички после ги научија и Кичановиќа и Обрадовиќа. Па да, Обрадовиќ као таленат бега у Београд и Киќановиќ одма го зимав, така да Да, имаше една емисија понека живоа дека као Мишовиќ ги е друг татко, у смисла. па добро сега, нормално како ја одек деца што ги тренирам ги учу, така да и он Да.
крај на 80-те години Куманово игра кошарку у спортску салу, има резултати. И кад се растури Македонија, фактички почина да доаѓа још поголеми проблеми. Па 80, кажете 87, 88, 89, 90 гледам дека нема туја, а имам некои покане за далje кариеру, кој још сам на 30 години. Умеѓувремено и работу, и играм, и има позив. МЗТ работнички, малте не се тепава кој да ме земе. Али Извини, дали си имае понуду да идеш негде нагоре у бивши Југославија некој? Па не сам имаја понуде, имаше некоја лажна понуда Војводина. 84-то, 85-то нешто Приморје, Херцег Нови, али страхо пошто ја према родители, веќе работу, веќе сам женет. Куде веќе идеш ти се, тој што траиш у Црногору да играш и тако да... Тоа е тоа, а овој беше понуда која немаше, не би ишал јас, не е било ни за паре, него немаше у Кумано, готово, растура се све. Ово е 89-90. Да, 90 Ово е работнички. Тоа е работнички, прва лига, прва Б лига, која се бори со Зарата Марковска да се врати у прву А југословенско. Кој се вдека не ти го свеш? Па у тој ред Страшо, Давидков, Јоловиќ, Драган Стојковиќ, Зивчевиќ, Петрушев, Вукадиновиќ, Лесковац и до Зарета Кањевац, Беорад. Така да, Тоа е била добра екипа. добра, па биднамо први у прву Б лигу и они улегнава у прву лигу. За жал, пошто Страшко работи, мораше да се врати на неплатено беше и се врати да го праќамо кувановску работу. Тек там и Борче Серафимовски, он се што работи, он у клубове не... Борче не, Борче ништо, има некој бутик за тие, пошто он носи некој 52 бројни и носи, има некој трговски бутик за Гуливер тие. Давидков? Давидков немам контакти, он нели репрезентација, селектор, па Беше у Кувај, тамо, да. Кувај, Емирати тамо, ова, ној. Мисло дека се вратен у Скопје. Пошто мисло дека лани беше нешто у Струмица ќе помогне, ќе он оди, ама ништо не направио. И 90-ти години ти продолжуваш да играш и до колку години си играе? А веќе до 94-ту игра. Ваќам се од работнички, нема ништо у кошарку, зимамо сами, ја тренер, ту едну годину нема да го забравам. Тренер, играч, секретар, Ланг председател, Чкалја као секретар, и играл Македонску лигу, без пари. Бане Јовановски, Сашо Дејановиќ, Веселин Роđенков, каде го Високовај у медицински центар. Овој Трендо. Трендевски. Трендевски. Еше едно војно лице имаше, бидна Зето Куманов, тој да гимназију, пунача, како му имаше да ми е. Добро, не ми те крене презиве, знам. И така да ми изиграмо тој годину без паре, без ништо, чисто да се одржа кошарка Куманово. Така да терам ли још, многу има за терање, не може Да, много. А и оно што е битно да не кажеш на Кумановци, пошто си кошаркарска легенда наша, имаше некој број колку си тачно утакмици да играеш за Куманово? Немам број. Али многу. Много. Значи, може да рачунаш од 77 па до 94 тоа е 16 години. Многу утакмици. Многу утакмици, така да... Ево тие многу утакмици, кад би си направија своја ретроспектива во главу, мора да издвоиш некој момент кај ти е било тешко, дали на некој утакмицу, кој што си мораа да донесеш некој одлуку, да издвоиш некој такав момент, кој ти е била една од најтешки утакмици, кој го памтиш? Па, имаше, так се играше 2 пута по 20 минута, не се играше 4 пута 10. Играло се со срце, може издвоју едно-две утакмици. Прво едно с работнички у Скопје, Будуќност Титоград. Мислам да кој беше тренер на работник на Будуќност Титоград. Јутре ден на Зарета му беше викаја тренера Марковско, да ја ово нисам видео овај мали што изиграл. И Дулијан Доновски како нешто Скопје менаџер доведе едну америчку екипу кој го мите паму у Куманово. И таа незаборавна утакмица. Дали се е снимало, дали не, немам никакви детаљи од тој. Тоа е тие две утакмице. Ме држи во сеќање.
И мора да го спомню Борат Чачак, не Борат Чачак, Зеницар Сар, Чачак. Чачак, прва Б лига. 5 разлика за нима, 30 секунди до крај. Напад 30 секунди. Нина топка, нема тројке. Ми давамо, јас Саздов и Просеник сечеме топка и давамо 6 коша за тие 30 секунди. Ми од радост на паркет, они од радост у несвесвите, така да една од тие победе најдрага која не остана после у лигу, пошто ми ги тепамо тамо и тепамо си ги у Куманово. У прву Б лигу зборот веќе като лазам 81-82 година. Според сведоштва на твои клубски другари некои, викав дека исто многу тежак терен за играње бие Ужице Слобода. Па, Така мислам е дека сала на улаз на не, Ужице. мислам дека Ужице е малку покултурно, али Краљево беше најзаебан. за играње. Најтешко. Најтешко. Да. Блиско публика, Навивање. пцување, лудница и така да мислам дека Краљево беше најтешко. Да, да го надопунимо онај корпус на екипе с Ужице и он играл прво Б лигу. Да. Они су имале, не знам кои се били Први играчи, партизан. да кажеш, Први да. партизан. Не може памту играчи, така да одамна било. Они су биле добра екипа. Да, добро, па поднебље само, кошаркашки, како да не кажу, висина, близак Чача, Краљево, така да општо Србија има кошаркашки таленти. Ти го страшно завршуваш кариеру играчку 94 година и после одма идеш у тренерски воде. Бие си тренер и на Куманово. Имаја си многу премрежа у живот на тој поле и не е било лесно. Увек си имаја, да кажу, и препреке, и предизвици, али све си ги некако истеруваја на чистину. Па види, ја не иду одма у тренерски воде. Прво, кад се враќам од работнички, био спомнага тренер, секретар, све до година доваѓа Джанани Зоран Петрушев до година тренер. Ништо не био, он се откажува, види дека нема управа, нема паре. Умеѓувремено приватен живот, отварам кафич, у службени просторија, Карши Далаверу, Да. плеймейкер. И доваѓа еден спонзор кој ga наваѓа Жико Крстевски, кој беше умеѓувремено е директор на спортску салу, кој се Иван фирма се викаше, жена бугарка, ќе прави екипу, ќе прави овој, доваѓа да ga спомнемо Луковиќа. Срдич. Не, доваѓа Луковиќ за играча, ја, Димитриевиќ, да не ги Димковски, Коска Дремчо. Трајановиќ, да ги спомну, и доваѓа Срзиć за тренера. И сега, И така имаше паре, да. така имаше паре, за нима имаше, за нас немаше. И страшно како будала тренира, умеѓувремено почињам си пар нормално водел да работам на филтер станицу. Иди на тренинг, иди овој, доваѓа првенство, знаеш, Срđи ти, рекој е спонзор, не може да играш. Една, што викаш, како да кажеш, судбина и овој, не могу да играм. И мислам дека тој престанува играње с кошарку. Завршува скоро. Завршува с кошарку, после до година тај Иван ga нема нигде, нема кошарку у град. Нема кошарку у град. Доваѓа Ларевски Нини, позната личност, Бог да го прости да го спомнимо. Прави нешто со Жику, прави со Станковиќа Скопје, прави овој, улаза у прву бели, у тој, Македонско. у Македонску лигу. Така да немам више контакти с кошарку до 2002-2003, кад почињам, кад веќе и туј снемуе паре. И знаеш, кад победи во на 2001? 2002. И тие Беше Драган Дравилски. да, имаше паре. так, тие 2-3 години, тачно, 2004-2005 више нема кошарка у град. Па после беше мука, па се активира. Не, ја ќе ти кажам, немаше мука од 2005. 2005 отварам приватну школу у Салу, у кој имам Много деца се. много деца, имају Да. 20 и 60, тренинг од сабајле, тренинг попладне, благодарение на директор на спортску салу, мојega другара Банета, Бане. кој ми дава услови и термини, и до 2009 ја сам едини град кој имам приватну школу. Идеш на работу, идеш на тренинг и посетуваш овие кампови.
кампови, спомнагати пријател. Еве Да не... кампови и Сокобања и Златибор. Не, тоа е с Лазара Легенду Лечича, Лечиќа, Дуле Андоновски, Књазев, дечиња од Куманово, цела Еве го Македонија, сликам. тоа е хотел Панорама у Охрид. Да. Еве камера ќе го забележи. За жал, ја ќе се извинувам и на тебе и на гледачи, по некој неспоразум не могам слike да најдеме пуно, малку сме хендикепирани за оваа емисија, Да, али у глобалу тоа е. Тоа што се кажува, тоа е све истина. Така да 2005 до 2009 имамо сваку годину на Златибор. 3 години на Златибор, 2 години Сокобања и овој Метропол Охрид. Еве исто е овој Сокобања 2010 година. Наши кумановчиња. Куманово и у прошлост, и у Соколано, и у ваше време дало врховски играчи и се покушавамо па да извадимо некои играчи квалитет приближен на вас, али мора да кажемо дека страшно иде многу тешко. Дали во модерно време овие телефони, овие или некој друг проблем е? Не може да ти кажеш што е проблем, главно проблем е Еве овој тоа е исто ова слика Сокобања с надежни деца кои за жал после средна школа оставија кошарку и си иде во своји води. Да. Кој на факултети, кој у работу. Тој сам јас с нима и тој ми е унука у лево руку. Нека е жива и здрава. Фала. Може ќе га наследи дедо кошарку. Па почна и она да тренира, па не се тренира. Да. Мора да бидеме генерално дека спорт е тешка работа. Тешко. Тешка Тоа е систем комплексен. систем комплексен кој тражи жртве. Да. Дали домашни, дали од тебе, дали од фамилију, од присутност на тренинг. Така да, Македонија е дала врховски играчи, мора да спомнеме Пеце Наумовски, Војбица Стефанов. Они се биле достојни репрезенти на Македонија. Пеце да играш у ЕФЕС толку години. ама не Македонија дала од, да не збориме од Боцевско, Да. Георгиевско, све. Се збору за поново време. За поново време, камо ги поново? Осем Димитриевиќ кој е сак отиден како малеца во Шпанија, камо ги сак наследници? Да, нема никој наследници. Нема. За жал нема. Генерално за кошарку, за жал, мора да го спомнам. Не може да игра 4 странци и 1 македонец. Треба обратно да се игра. Ако сакамо нешто на ниво на кошарку за збору за Македонија. Да, али од друга страна траži се брз резултат, да има атракција, да има профит, да има публика и се форсира в странци, а за жал наши деца некако не. За жал тоа е. Такво модерно време. А добро, сак ти пратиш и Евролигу, ти сињака гледам Басконија, нема ни еден шпанец у екипу со звезда што Да. игра. Али Све со тој, странци. тој држи, али репрезентација Шпанија е па ипак у вр. Да. Значи, мора да обратиме паžnju на деца, да ги задржимо туј да работи, а он дојде у прва екипу, види странец дошол, не иде. Странец, да кажеме, сега у модерно време зима 2-3 евро, он 200 евро и готово, одма. Не иде на тренинг, више учи си школу. И у денешно време, еве гледамо, има овие кошаркари од наши простори од Балкан, да не зборимо за Јокич и за Дончича, тој се, што вика, ванземајци играчи. Па добро, Тој е неверојатен потенцијал, тој треба да ти се погоди ви коцке и на Јокиќ и на Дончиќ, така да треба да има слободу, треба да те пушта, пример. Еве ти што, кад веќе збориме за тој, што ти останува у запажење кад га гледаш Јокича, а што Дончич? Успореди ги во кои играчи или опиши ги двојцата. Не сам бија таму у НБА лигу, таму е многу другчије систем, таму е регулирано све, од като легнеш у салу Не ти... збору како играчи Јокич. Не, сакам да кажам услови, они имав услови перфектни. Збору за тренери, каде Обрадовиќа нема Дончиќ такој да игра. Значи таму тренер не смее да ти каже ништо, он игра како сака. Друга е кошарка у НБА, друга е Европска лига, Евролига. Али ни квалитет е неоспорен. Не, квалитет, па зборот и услови, значи он улегне са вале иде сам шутира, има тренера самога кој му враќа само на njega. Има сви посебни тренери, има теретане, Што ти колективен допада во игру тренер. на овие двојца?
Што може издвоиш кој има? Па мислам дека преглед плеймейкерски на Јокич не е надмашен од сви тие американци. Кои се он е потекло од Балкан, кој сака да додаде, сака да оноди, кој американец и да те гледа само га нема ти он ќе шутира. Он ќе шутира, така да тоа е јасно. А Дончич многу му значи Реал, слобода Он е од ден игра убитачно. Да, слобода од Пабло Ласу, Евролигу осваја како најбољи Да. MVP на Евролигу и така да И физички многу е јачава. Па малку е поправен сега. Да. Али имате брз прв корак, не Па згоден. не како Не може да прочиташ. не може да прочиташ и така да и има слобода, мислам, тоа е тој. Највише е слобода. Сек моментално си у кошаркашки клуб Куманово. МКК како. МКК Куманово, работиш с млади деца. Како иде таму работа? Имамо ли Па види, ја пред 2 потенцијал? години работа с Дарка Петковска, па Куманово што го водество Крсто, нели, отиде, сак МКК Куманово с благодарение на Докузовска улегна у прву лигу. И викаваме, М18 водимо, имамо квалитет, имамо присутност, тренираме свак ден, нешто имам повредени играчи, така да сме у прву лигу туј, викам у прва лига М18 од 8 екипе. Овој година ќе имамо 21 такмици, така да деца напредуе, тренира свак ден, али све се своди преска што кажа. Они има 18 години, 19 години не може да игра во прва екипа. У прва екипа имамо 4 странца и 6 кумановца кои не играв. Да. И фактички ни тој стагнирав. Тој стагнирав. Има споменати и преска Бранета Мачета, силно надежан ово, но и повреда и готово. 25 години откажува од кошарка. Да. Кој да- Сака повреда зависи каква е, али може да биде опасна. Може да биде опасна и не ги обраќамо на наши деца, не ги обраќамо паžња. Тоа е дефинитивно. Да. Тоа се ја исто слажем. И морате прашам, македонска кошарка преку 10 години ми немамо никаков успех на меѓународна сцена. Некако стагнирамо на тоа поле. Имамо, ти убаво кажа, многу екстра играча Димитриевича и после голема празнина. Па од освојување четврто место 2011, значи још играв браќа Стојановски, кои су на 36 или 37 години. Еве га ја га кажа пример. Странци у сви екипи по 4. Македонски играчи нема. И македонски играчи сега су на цену и тражи многу и паре, пошто дошол сега на збору Волер игра за 5000 и јас сакам 5000. Така да мислам дека руководство на федерацију од дали беше 500, така? Не. Не се деси пред 500 се деси Пред успех. 500, да. И после 500 Сега сега беше овој Даниел Димовски. Даниел. И од сега па Даниел Димовски и Мерџановски генерал секретар. Сега мислам дека по мене треба се намали странци. Најмалку 2 странци и крај. Да би могале наши деца да и да пораснем и да играм, И да напредуев, да да, напредуев покрај тие 2 странца, а покрај 4 странца седење на клупот нема. Седење на клупот нема нигде. Страше сати и Напредок. 10 минута зборимо. За крај би те праша, имаше некој неостварено желјо од кошарка? Па не зборувам ништо за тренерот, ќе направиме кога најду слика еше едну емисију. Па као играч сам задоволен од што сам пружаја и што сам За Куманово дае се за многу овај многу се град дае за Куманово. Куманово. Као тренер спомнавам преска, природна школа, па 2009 друга лига, па прва лига, па финале куп. Као тренер 2015 прогласен најбољи тренер у Македонија. Едина желја што не у финале не освоима бар едну титулу за овој титулу за град, да. Кој за жал многу време го нема. Многу го нема и пуно ќе го нема. Да, како иде работа. Како иде работа, едино Али сакам... мора да гледаме оптимистички, да се надаме дека ќе Не, дојде. ако градоначелник сега отворимо салу што се збори по град за куп и ако дојде па народ, мислам да треба да има некој се подгрее атмосфера, Да, па. ќе се подгрее атмосфера, ќе има некој подем. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu.
Ovde svako može naći svoj kutak. U urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Ja ti посакувам много здравје и успех, да си поведеш убаво време со унуци или со унуку. Pa imam i unuku i unuka. Еве ним да ги поздравиме, како се вика они? Unuka je Andreja, a unuk je Adjan. Така е. И да се надаме дека некој барем ќе те достигне у кошарку. Pa unuka proba, pa ajde odbojku, pa teško deda ovoj, teško onoj. A ovo je maleca godinu i pol, ќе probam njega da napravimo. Ako ne, Али ќе биде само ќе vide. Korak Samo, po korak. korak po korak i samo zdravlje. Фала ти што беше гост. Hvala И ti ќе се na видиме тебе na другу прилика. pokanu, pozdrav do gledači. Ja se još jedan put se izvinjujem da ne беше spreman za ove slike, ne može ги najdemo. Seli se u jedan stan, Али еве seli se, презентирamo га твој живот. seli se u drug stan, tako da možda ima mogućnost još jednu emisiju sa poubavi slike i trenersku karijeru da го zaključimo. Фала ти што беше гост. Hvala i na vas. На крај на емисiju pozdrav do našega sponzora, туристичка организација Златибор. Ја и посекуј се најбоље.